Извештаите за Македонија на Стејт Департментот и на Amnesty International наликуваат како на извештаи за афричка, а не за европска земја. Во извештаите, предупредува опозицијата, се потврдува дека во Македонија се живее во диктатура и дека ова е резултат на владење на режим, како што велат, скаран со демократските вредности. Слободата на изразување на новинари и независни медиумски работници е се повеќе ограничено со владиното мешање, што се протега од директно заплашување до контрола на рекламните компании. До октомври 105 случаи на клевета биле отворени против новинари. Во јануари, нотираат, властите ги замрзнаа сметките на телевизијата А1, како и на неа поврзаните весници Време, Шпици, КХР, кои биле, како што стои во извештајот на Amnesty International, критички настроени кон владата. Спомнувајќи и хашките случаи и автентичното толкување, Amnesty International заклучува дека се зголемине меѓуетничките тензии во земјата. Ова е цената што граѓаните ја плаќаат за скандалозните политички екзибиции што се прават во владината коалиција помеѓу ВМРО, ДПМН и ДУИ. Македонија е единствената земја во светот во која се амнестираат осомничени за воени злоустройства, а веројатно единствена во која партнерите во власта си поставуваат сопки кои може да предизвикаат етнички судеви да ја загрозат еднината на земјата. Кај слободата на изразувањето Amnesty International ги бележи сите девијации на власта со кои таа ја влошува состојбата во Македонија. Владината контрола на медиумите, преку директни закани и контрола на пазарот на реклами, големиот број тужби за клевета кон новинарите, преземањето на контролата во Советот за радиодифузија. Во извештајот на Стејт Департментот се споменуваат и случаите Нешковски, Рамковски, Бошковски, Цановски, а како пример за мешање на власта во судството забележан е и случајот кога председателот на Собранието на сослушување го повикал тогашниот председател на Уставниот суд Трендафил Ивановски. Македонија стана земја и на политички затвореници. Апсењето на Љубе Бошковски и Велија Рамковски, како и урувањето на Космос, само затоа што сопственикот Фијат Цановски премина во опозиција, се посочени како пример за пресметка на Груевски со политичките неистомисленици. Amnesty International констатира дека овие случаи се пример и за политичкото влијание врз судството, при што се наведуваат неоправдано долгите притвори и фактот дека во случајот Космос судија е тетка на министерката за внатрешни работи. Сето ова, посочува опозицијата, ќе биде нотирано и во есенскиот извештај за Република Македонија.